за тебе, Македонија. Со долго тешко минато, во железни окови оковано, поробена си ти, татковино моја Македонија. Но со храбар чекор херојски, чекориш низ времето. Слободата е твоја цел и станува од тебе дел. Закитена со херои, кои младоста ја дариле, робски синџири кршеле, слободата нам ни ја подариле. Судбината херојска срце ми распарува, но благодарејќи на нив, денес во тебе, Македонијо, слободата царува. Само напред и достоинствено татковино, нека добра мисла те води. Од мудроста, трудот и сложноста, добра иднина ќе се роди. Народот твој гостопримлив, со широко отворено срце, те топле и ви дава сила, те поддржува тебе, Македонијо, земјо наша мила. Благодарност до ученичката Кристина Цветкова од Основното училиште Тошо Велков Пепето под менторство на наставничката Весна Коцева. Почитувани присутни, најнапред сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство за одвоеното време, заедно да ја проследиме промоцијата на каталогот насловен Борци од народно-ослободителната борба и револуцијата и истакнати личности од општина Кавадарци, заедно со мала изложба. Оваа промоција ја правиме помеѓу двата големи празника, 11 октомври, Ден на народното востание на македонскиот народ од 1941 година и 23 октомври, кога во 1893 година во Солун е формирана Македонската револуционерна организација. Денес, преку овој проект, ги презентираме најважните сегменти од народно-ослободителната борба и револуцијата од нашиот тиквешки крај. Од банерите кои се овде поставени е дадена хронологија на настаните. Формирање на местните комитети на Кавадарци и Ваташа, борци од народно-ослободителната борба и револуционери, чии имиња денес ги носат училишта, јавни институции и улици, како и банер на кој се представени дел од првите членови на антифашистичкиот фронт на жените од општина Кавадарци. Овде имаме и фотографија на дел од борците кои ги дадоа своите животи за слободата на нашата земја Македонија, како и личностите кои се истакнале за време на народно-ослободителната борба и во периодот по ослободувањето на Кавадарци на 7 септември 1944 година. Подолг период немаше објавено издание од ваков карактер, затоа се дојде на идеја да се отпечати овој каталог во чест и сеќавање на младите животи кои несебично се вклучија во одбрана на татковината. Истиот содржи биографии на 43 борци од НОП и револуцијата и истакнати личности од Кавадарци, Ваташа, Бегниште, Ресава, Возарци и други села. На крајот истиот има список со имења на 333 борци кои зедоа учество во ослободувањето на татковината, а чии имиња се изгравирани на 24 гранитни плочи поставени во спомен кустурницата во градскиот парк, кој символизира вечен дом на паднатите борци и жртви на фашистичкиот терор од народно-ослободителната војна и револуција 1941 и 1945 година. Како пример ни послужи зборникот на паднатите борци и жртви на фашизмот од Кавадарско или Тиквешијата во НОП, чии издавач е Сдруженијето на сојуз на борци од град Кавадарци, како и Кавадаречки историски речник од историчарот Петре Камчевски, отпечатен во 2010 година. Покрај овие борци кои се овде застапени, Музеј и галерија Кавадарци редовно објавува настани и личности кои дале свој придонес во градењето на историјата на нашиот крај, со што ќе бидат зачувани од заборав на генерациите кои доаѓаат. Од овде сакам да упатам апел до сите кои имаат свој роднини, блиски, а земале учество во борбите за ослободување, располагаат со фотографии или документи од истите, досега не објавени, да ги донесат овде во Музеј и галерија, како би послужиле во понатамошни вакви проекти. Повеќе околу настаните кои се одвивале во тој период во Тиквешијата, ќе слушнеме од раководителот на проектот, кустос историчар Натка Китева, а веднаш потоа своје обраќање ќе има председателот на Сдруженијето на борци и почитувачи на борците, господин Боро Бојаджиев. Тиквешкиот крај е богат со историски настани во сите периоди на македонското обстојување низ вековите. Нема револуционерен настан што не отекно силно во Тиквешко и што не бил поддржан од тиквешаните во интерес на целиот македонски народ. Тука се родиле плејада на револуционери, истакнати и значајни борци за слобода, кои заслужиле да биде проследен нивниот животен пат и дело, да се зачува нивниот спомен
не само со фотографија, туку и со збор. Денес, најмалку што можеме е да се одолжиме и да ја одгатнеме нивната животна судбина и зачуваме како вечен спомен, сведок за нешто што постоело. За време на Втората светска војна, од 1941 до 1945 година, застанувачи на страната на антифашистичкиот фронт, Македонија ги испишува најсветлите страници од својата историја. Во тие бурни времења, единствен сојузник кој застанал на страната и во заштита на поробениот народ во борбата за национална и социјална слобода, била Комунистичката партија на Југославија. Веднаш по окупацијата, Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија започнал да подготвува план за вооружена борба. Со организирана активност, партиската организација во Кавадарци и Ваташа отпочнува со доаѓањето на Страшо Пинџур во летото 1939 година, а која била во длабока илегала речиси 20 години. Нешто подоцна, во 1940 година, бил формиран првиот месен комитет, составен од Страшо Пинџур, Ѓошо Бојаджиев, Ристо Михов, Мито Хаджи Василев, Перо Угуров, Ристо Џунов и Тиро Спанџов. Прва задача на местните комитети била омасовување на партиската организација со добро проверени и политички исправни членови. Во екот на подготовките за вооружено востание, при агитација меѓу населението по селата во Тиквешијата, на 13 јули 1941 година во селото Горни Тисан бил убиен Диме Попатанасов. Како член на местниот комитет на Скојот Кавадарци, тој е првата жртва дадена во Тиквешијата непосредно по окупацијата на Македонија. Активно учество во борбата за слобода земале и жените. Во пролетта 1943 година се формира одбор на антифашистичкиот фронт на жените, прво во Кавадарци и воопшто во Македонија. Со понатамошното омасовување и разгорување на народно-ослободителната борба од одружените партизански одреди, во септември 1943 година бил формиран баталионот Страшо Пинџур, а во декември истата година и втората македонска ударна бригада. Наредната година, во август 1944 година, во селото Шешково била формирана првата македонска дивизија. Ова најдобро покажува каков борбен пат трасирале борците на партизанскиот одред Добри Даскалов. Резултат на тие борби и војни действија било создавањето на слободна територија Нова Подрачје, формирање на народно-ослободителни одбори како органи на народната власт. На 12 октомври 1943 година во Кавадарци е формиран првиот народно-ослободителен одбор. Развојот на настаните и успесите на партизанските одреди ги изненадила бугарската војска и полиција. Започнале сооружени действија кои во историјата се наречени Јунска непријателска офанзива, а која траела од 7 до 16 јуни 1943 година. На тоталниот неуспех на Јунската офанзива, бугарската окупаторска власт се одмаслила со крвав погром врз невиното население, со палење на домови, плечкосување, интернирање, апсење. На 16 јуни 1943 година стрелани се 12 ватешки младенци во местноста Моклиште. Загинале и политичкиот комесар на третата оперативна зона Димката Ангелов Габерот, Блажо Тодоровски Чичето и други. Во текот на 4 години народно-ослободителна борба од Кошув кај Макчалан, Тиквешијата, Гевгелиско, во борбите за Прилеп и Битолско, Струмичко и Слимскиот фронт, низ цела Југославија, бригади со борците во Тиквешијата смело се бореле со окупаторот и ги дале своите животи за слободата за која мечтаеле. Од Тиквешијата за време на Втората светска војна својот живот го дале 333 борци. Тројца од нив се прогласени за народни херои: Страшо Пинџур, Чиро Крстев и Блажо Тодоровски Чичето. На самиот крај сакам да изразам голема благодарност
за помошта и поддршката при подготовката на каталогот и изложбата до директорот на нашата институција Јаким Зимовски, до соработниците кустос историчар Марија Михова, виш кустос Томе Крстевски, лекторот на каталогот Андријана Колева и благодарност до нашите сограѓани кои ни помогнаа во прибирањето на нови податоци и фотографии, до почитуваните Боро Бојаджиев, Ристо Трајков, Трајче Угуров, Зора Мешкова, Драги Даскалов и Славица Биковска. Воедно упатувам голема благодарност и до Министерството за култура за финансиската поддршка за успешното реализирање на овој проект. Почитувани другари и другарки, ми представува огромно задоволство што присуствувам денеска на промоцијата на ова книга за борците на ослободителната војна. Чудни се патишта на луѓето, поготово во Тиквишијата. Тиквишијата има многу голема гордост што низ вековите секогаш била на страната на револуцијата. За 3-4 дена ќе славиме 130 годишнина од формирање на ТМРО. Тоа е формирано прво во Македонија, во Кавадарци, после Солунскиот конгрес. Во 1913 година во Кавадарци уствари се дига Тиквешкото востание. Тоа се настани што практично не прават горди сите наши тиквешани. После Тиквешкото востание во 1919 година се формира Комунистичка партија на Македонија. На локалните избори во Кавадарци Тиквешијата се наброја во 4 општини дека победуваат комунистите. Тоа се Куманово, Скопје, Велес и Кавадарци. И од цела Југославија Кавадарци е наречено Црвено Кавадарци, односно формирана е Црвената комуна. За време на измеѓу двете светски војни, за време на парламентарните избори 1938 година, Комунистичка партија на Македонија заедно со Земјоделската партија сочинуваат здружената опозиција и вршат голема агитација за пратеникот доктор Илија Чулев од Кавадарци, кој на парламентарните избори добива и станува пратеник во Белград. 1940 година односно 39 година е обновена партијската организација во Кавадарци. 1940 година е формиран местниот комитет во Кавадарци. И има големи заслуги за сето тоа. Сега, јас спомнав само дел од настаните. Личностите, че видите во книгата, нечум не можам некој да испуштам, да не заборавам. Џошо Бојаджиев, уствари, морам да го спомнам за тоа што ни сите овие настани, неговото име се припетува. Многу ви благодарам и нека му е вечна слава. Почитувани гости, ви благодарам на вашето присуство. Со ова ја отвараме изложбата. Ви благодарам.